Господо, здраво, ова е најновото видео во Машки свет. Моето име е Димитар Атанасовски и реков дека не е културно да се носат очила во затворен простор, посебно не со волку скапо одело. И затоа денеска ве поканувам повторно, бидете со нас, затоа што денеска повторно имаме мали совети за сите големи мажи. На самиот старт, ја знаете процедурата. Subscribe, лайк на видео ако ви се допаѓа почетокот, или пак едноставно spread out, што би рекле американците, расширете го зборот преку социјалните мрежи, споделете го ова видео и кликнете лайк и фолоу на нашите официјални профили на социјалните мрежи. Започнуваме денеска со една многу интересна тема: одело по мерка или одело од продавница. Оваа тема секогаш се практикува кога треба да се подготвите за некоја пригода, па затоа денеска сакав да разјасниме кои се позитивните и негативните работи кога станува збор за купувањето одело. Станува збор за два различни концепти на создавање одела, а ние денеска ќе ги разработиме истите. Има една многу важна дистинција или разлика кога станува збор за оделото купено во продавница, а тоа е една едноставна работа. Кога купувате одело по мерка, купувате уметност. Ова е одело за кое што најчесто се користат многу повеќе часови при изработката, се изработува за еден месец до месец и пол и имате дури понекогаш и до 3 проби за да тоа совршено прилега на вашата форма, односно на вашето тело. За разлика од она кое што го купувате во продавница, истото доаѓате и го купувате во фабрички број кој што не секогаш може совршено прилега на вашиот изглед. Она што е важно е дека доброто одело го разликува мажот, односно го остава печатот на самиот маж, па затоа многу е важно да се пронајдете во сопственото одело и во она што го носите да се чувствувате удобно и самоуверено. Најчесто оделата кои што се прават фабрички, односно според конфекцијски бројчиња, може да се најдат во секоја продавница, а доколку се одлучите за вакво одело, мој совет е секогаш да го одберете брендот кој што знаете дека најприкладно го прави или го произведува во бројот кој што вам најмногу ви одговара, затоа што не секогаш мажите може да се пронајдат во конфекцијските бројчиња и не секогаш она одело кое што е изработено фабрички може совршено да им прилега на мажите кои што го купуваат во продавница. Едно од многу важните работи кога го купувате оделото во продавница, да внимавате за какво одело станува збор, заради тоа што не секогаш ракавот може идеално да прилега на вашата рака. Тоа е многу важно, посебно во делот каде што треба да се појави вашата кошула. Како што кажав и во минатото видео, идеалната должина која што треба да се појави вашата кошула е 1,5 до 2 сантима, а доколку тоа не е така, тогаш вие оделото го купувате, меѓутоа ќе треба да го носите на Шнајдер на корекција. Но оделото кое што го купувате, а е фабрички изработено, најчесто доколку ви е кратко, нема внатре дополнителен материјал кој што може да го пуштите, или пак од друга страна, ако ви е предолго, не може многу да го скратите од проста причина што тогаш копчињата нема да дојдат на својата совршена позиција. Ова е многу важна разлика заради тоа што кога правите одело по мерка, одите на проба и тие ја зимаат идеалната должина за сакото совршено да ви прилега на вашата рака. Тоа значи дека овој проблем со копчињата воопшто нема да го имате, бидејќи тоа веќе однапред е предвидено и истото нема да се појавува како огромна разлика со кошулата, заради тоа што рацете нема да ви пораснат до наредната проба, па затоа одлично ќе изгледа сакото на вашата рака. А кога сме веќе кај ракавите, морам да ги поздравам оние најаки фраери кои што се уште шетаат низ град со етикетата за да им се види од кај им е оделот. Кога носите одело кое што ви е фабрички купено. Има една многу интересна работа, а тоа е дека ако оделото, односно сакото ви е точно на рамената, имате проблем со струкот и нема да може да го закопчувате, или пак обратно. Она што би рекол дека дефинитивно мора да се разграничи кога станува збор за фабричко одело и оделото направено по мерка е тоа што го прават инфлуенсерите, дами и господа, затоа што тие секогаш знаат на социјалните мрежи да носат претесни сакоа, па да се појави оној многу добро познат X-Men во средина и копче кое што треба да добие Оскар за издржливост, заради тоа што представува потенцијална закана да утепа човек
оној кој што го носи сакото со голем X. Доколку не сакате да правите компромиси, тогаш оделото померка е изборот за вас. Зошто ви го кажувам ова? Заради тоа што оделото померка совршено ќе ви прилега на рамената, а она што е дополнителен бенефит при правењето одело померка е тоа дека може да играте со џебовите, реверите, шлицовите, дезените и боите кои што сакате да ги искористите при изработка на вашето одело померка. Стигнавме до корекција на панталоните. Сега во минатото има еден тон примери како панталоните се носели, тие биле пошироки, кајшот практично правил прекршување и горе на панталоните заради тоа што повеќе било врзување отколку што ставање само кајш, а денеска во помодерно време тие изгледаат тотално поразлични, односно панталоните мора да се slim fit, мора да совршено прилегаат на вашата нога и да имаат најмногу до едно прекршување, а најдобро е кога нема никакво прекршување. Панталоните лесно може да ги коригирате ако ги купувате фабрички изработени од продавница и на многу лесен и едноставен начин може да ги направите тие да ви се померка на должината, но никогаш нема да го постигнете оној ефект кој го имате при купување на панталони на изработка на одело померка, заради тоа што никогаш нема совршено да ви одговараат горе на струкот и со таа цел ќе мора да носите каиш. Една битна работа која што ја раздвојува работата на одела померка и купувањето на одело продавница е играта со бои и можности. Тоа значи дека вие кога купувате одело во продавница, тоа може да го купите за 10 на минути, бидејќи влегувате во продавницата, го гледате оделото како што кажав на почетокот, го купувате и си одите среќни. Но колку пати ви се случило да одите во продавница, да го видите оделото кое што мислите дека совршено ви прилега и да ви кажат дека баш вашето бројче го продадоа 5 минути пред да влезете, или пак дека воопшто го немаат во тој момент на залиха. А да не збориме за моментите кога ќе се појават двајца другари со исти одела на свадба и ќе викаат твоето поубаво ти стои, а всушност станува збор за истото одело. За разлика од фабричкото одело, оделото направено по мерка нуди толку многу можности. Впрочем, тоа е и почетокот на изработка на едно одело по мерка, бидејќи вие кога одите на консултација, прво нешто што ве прашуваат е од каков материјал, односно вие го бирате материјалот и бојата која што сакате да се употреби за изработка на тоа одело. Понатаму се оди кон дезенот, начинот на кој што тоа ќе изгледа, ви се покажуваат неколку варијанти за тоа како би изгледало на вашето тело и се зимаат мерките. Наш совет секогаш е кога го купувате вашето прво одело по мерка, односно кога одите на консултација за да го закажете вашето прво одело по мерка, треба да одберете едно бојна комбинација која што дефинитивно совршено ќе ви прилега и секогаш ќе предлагаме или темно сиво или тегет одело, а зошто ќе ви кажеме во некој од нашите наредни видеа. И запомнете нешто многу важно, а тоа е дека едно тегет одело изработено по мерка нема ни приближно да изгледа исто како што е оделото купено на вашиот колега од продавница. Сега доаѓаме кај оној дел кој што нели секогаш ние викаме, ма не е важна цената, важно е ние убаво да изгледаме и кога ќе ни кажат толку пари е па до колку работите денеска. Доаѓаме до моментот за цена и услуга како разлика помеѓу одело по мерка и одело купено во продавница. Секогаш знаеме дека на оние Winter Sale, Absolute Sale, Black Night, Ladies Night, вакви night, таков night, имате и до 70% попуст во продавниците, па така одело може да се најде по навистина набавна цена, нешто што не можете да го добиете како услуга во бизнисот на оделата правени по мерка. Тоа е затоа што оделата во продавница се направени серијски и серијата мора да се продаде. За разлика од овие одела кои што навистина може да се најдат на високи попусти, оделата по мерка започнуваат од 500 евра и навистина можеби некогаш се поскапи, но за она што го добивате е сосема трета работа. Една од многу важните работи исто така кога купувате одело е продавницата во која што се наоѓате, заради честото посетување на продавници кога имаат попусти, луѓето знаат да бидат хаотични, па еден да фати одело, друг да го тегне и да си го земат истото, или пак да имате секогаш омилена продавачка која што и да облечете и балон на глава да ставите, ќе ви рече дека совршено ви прилега и дека токму тоа треба да го земете. Тоа е најчесто поради тоа што жената мора да си продаде и
може да биде некогаш досадна во убедувањето на тоа дека вие треба да го купите тоа одело. Кога купувате одело по мерка, тоа е нешто сосема поразлично, заради тоа што најчесто оделото по мерка се закажува со консултација во убав шоурум на кој што може директно да ги видите моделите, боите и материјалите кои што се употребени за оделото по мерка и таму во една убава интимна атмосфера се зимаат мерки наместо гужвата во продавница која што се создава. Една од важните работи исто така која што може да биде одлучувачка кога купувате одело е времето кое што ќе го искористите за да се одлучите за вашето одело. Ќе се согласам во една работа, а тоа е дека многу полесно и побрзо да се купи одело во продавница заради тоа што одите, го гледате, го пробувате и го купувате. Оделото по мерка е со закажана консултација. Се прават неколку проби и после месец дена вие го добивате истото, што значи дека таа уметност некогаш се изработува и за до 50 работни часа. И последната точка, но верувајте со голема важност, или што би рекле американците last but not least, разликата во материјалите употребени при изработка на оделото. Најчесто, оделата кои што се продаваат во продавница се направени од не толку квалитетни материјали кои што имаат мешавина од полиестер и некакви си други синтетики, кои што имаат една предност, а тоа морам да бидам искрен, дека не се гужваат толку. Но оделото по 2-3 носења, бидејќи не му дава можност на телото да дише, почнува да создава една непријатна миризба која што ќе осетат гостите седејќи до вас на свадбата на која што сте присутни со оделото купено во продавница. За разлика од овие одела, оделата по мерка секогаш се изработуваат од високо квалитетни материјали, тоа е најчесто мерино волна или свила, а уште подобро ако одберете материјал од италијанско или англиско потекло, знаете дека нема да сгрешите. Една од важните работи која што исто така се употребува при изработката на одела по мерка се материјалите кои што се наведени на етикетата, која што се дополнителен доказ и квалитет, кој што може да го забележите. Сега дека мене се гледа микрофонот, ама ако зумираме ќе видите за што станува збор. Сметам дека оделата по мерка се дефинитивни победници кога станува збор за изборот на одела, но сепак изборот паѓа на вас и се во зависност од тоа што сакате да носите вие и колку време сакате да потрошите на вашето одбирање на ново одело. Какво и да одберете, јас сум сигурен дека ќе го носите со гордост и во најмала рака со здравие да си го носите. Толку за ова видео, се надевам дека ви се допадна. Јас би се заблагодарил на денешните спонзори на ова видео. Тоа се луѓето од Синьори кои што прават одела по мерка, па доколку сакате да знаете нешто повеќе за нив или да си закажете консултација, тоа може да го направите во овие контакти. Благодарам за сите оние што останаа денеска со нас. Уште еднаш ќе ве замолам доколку ви се допадна ова видео, кликнете subscribe, лајкнете го, напишете ни коментар за каква тема сакате да зборуваме во наредните видеа и споделете го зборот на социјалните мрежи. Димитар Атанасовски во Машки свет, секогаш тука за вас, господо. Ова е многу важна. Ова е многу важна. Доколку не сакате да правите компромиси, тогаш од... Ајде сега. Че акција. Многу важна работа е дека кога... Дали си ги сечеш ноктите, бе? Сериозен си? Цело време ми прави нешто цк. Вајда ме разбравте што сакав да кажам, а или не? Почна да ми пени устата више многу. Не.